Предлог програмата и составот на идната влада стигнаа до собранието. Мандатарот Заев, придружуван од 19 идни министри, ги достави документите до парламентот. Заев уверува дека граѓаните ќе добијат стабилна, ефикасна и одговорна влада чии стратешки приоритети остануваат НАТО и Европската унија, добри меѓусоседски и меѓуетнички односи, внатрешна кохезија, справување со коронавирусот и создавање економски раст. Доставувам предлог за влада која е подготвена да сработи во полн 4-годишен мандат. Со мене денес се 19 министри и министерки, сите заедно се обврзуваме дека ќе влечеме напред секој ден, секој час, дека ќе работиме уште повеќе и уште подобро и дека ќе побараме од секој од вас, од секој граѓанин, уште поголемо учество. Опозицијата не гледа промена во новата предлог влада. Владата која ја предлага Зоран Заев не е никаков нов почеток, туку продолжување на спрегата на стари, истрошени и транзицијски кадри, криминалот и корупцијата. Мандатарот најави, како што ја нарече, безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата, прочистување на правосудството и проверка на потеклото на имот на сите функционери. Прашањето е кога ќе стартува со работа оваа влада. Очекувам председателот на собранието Талат Џафери да даде доволно време пратениците добро да се запознаат со предлог програмата, но исто така и со биографиите на предложените кандидати. Очекуваме квалитетна дебата во собранието и дека овие предлози ќе го добијат потребното мнозинство. Најавите се дека веќе на почетокот на идната седмица земјава ќе ја добие новата влада. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.